Многу ми е драго што Прилеп е можеби првиот или единствениот град во нашата држава каде што се прави еден ваков проект. Многу сум горд на ова што го започнавме заедно со сите вас. Не можам да не го спомнам идејниот творец Хари Локвенец. Мојата идеја беше налик нешто на Кензо Танге. Уште со моето доаѓање сакав да викнам некој архитект да го направи нешто урбанизам, просторно планирање во нашиот град за наредните 50 години. Без разлика кој е градоначалник, која политичка провиниенција е на власт, да имаме стратешко определен град, урбанистички решенија, со сообраќајници и така натаму да не редам. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на сите промотори и сите учесници, пред се Факултетот за архитектура и дизајн при Американ Коледж универзитет во Скопје, понатаму Институтот за архитектура во Виена, Институт или факултет Реджо Канделабрија од Италија и секако како поддршка на сето ова за практична успешност е Институтот за екологија и градежништво и животна средина од Скопје, заедно со Фондацијата за животна средина и екологија од Брно. Мислам дека сето тоа заедно и како што кажавте во магистерските студии кај сите овие поединечни институти и факултети ќе биде влезено во програмата на нивното изучување секој поединечно, за после сите заедно сето тоа да се синтетизира и за во август наредната година ќе се одржи меѓународна конференција баш тука во Прилеп, каде што сето тоа ќе биде презентирано и направена целокупната таа студија, што, ајде да кажем, јас со нетрпение ја очекувам. Ќе го направите она што на Прилеп му треба, а на Прилеп му треба вистинска урбанизација на градот, каде што имаме ќе биде направено просторното планирање, идејата за просторно планирање, животната средина, ресурсите што ги располага нашиот град, за стопанството и стопанските субјекти што треба да градат во нашиот град. Понатаму традициите што постојат во Прилеп. Ние имаме одлични традиции, долговековни традиции и култура, спорт, уметност. Сето тоа мислам дека ќе биде вградено во вашите студии, која што сето на крајот ќе биде синтетизирано и убеден сум на меѓународната конференција во година во август, сите заедно ќе се радуваме на она што ќе биде направено. Градот Прилеп представува стратешко место, особено за историјата на нашата држава, а денес Прилеп може да се пофали со развиена индустрија во повеќе дејности. Навистина веруваме дека Прилеп може да се извлечат лекции од она што го има како искуство од минатото, а заедно, визионерски гледано, со фокус кон иднината, ќе продолжиме и ќе ги поставиме заеднички основите во поглед на градење на одржливост. И начинот на кој се справуваме со економските, еколошките, социјалните предизвици, кои постојано ги имаме, со посебен акцент на управување, користење, споделување на ограничените ресурси. Кога станува збор за одржливи градови, може да кажеме дека тоа се резултат на одржлив и интегриран урбан развој и имаме повеќе аспекти. Еден од нив е паметното урбанистичко планирање, одржливиот јавен градски превоз, квалитетно и убаво домување, квалитетни јавни услуги, чист воздух, вода, зелени површини, работни места за сите, и секако почитување и негување на нашата култура и минато. Ако гледаме статистики и предвидувања, бројките покажуваат дека околу 70 до 80% од светското население до 2050 година всушност ќе живее во урбани средини. И токму затоа сметаме дека паметното урбано планирање и стратегиите за развој се од клучно значење во овој момент за правилно да се управуваме со ресурсите кои ги имаме на располагање, но кои навистина се ограничени.